Добар ден и официјално тука. Ќе трае ова некаде 15 до 20 минути, ќе се обидеме да биде што пократко, затоа што целта ни е да бидеме јасни, конкретни, да ви е јасно, односно да на вас ви е јасно што станува збор. У принцип за овој концепт на правилен поедок. Пред да навлезам малку повеќе во темата, ќе ви се представам. Јосиф Дамјанов, значи веќе искомунициравме и во оваа приказна сум некаде 5 години. Благодарение на мојата сестра која што намали 13 килограми ми инспирираше на промена. По принцип на сликата која што ја гледате лево е слика во која што го достигнав мојот максимум, али во принцип јас никогаш не сум се замарал со изгледот и сум имал филозофија дека еден е животот, треба да се живее, сум живеел од ден за ден, сум имал филозофија дека маж без 100 кила не е маж и така натаму, многу познати работи кои што верувам и некој во ваше обкружување ги практикува. И целата идеја беше тоа што бев поттикнат од мојата сестра, веќе ми беше преку глава да се чувствувам лошо. Се чувствував многу уморно, имав проблеми со станување на сабајле, пиев многу кафења дневно, 6 до 7 кафења, дремки после ручек, кризи за грицки, благо во попладневните и вечерните часови, и од сето тоа бев уморен и решив да направам промена. И мојата промена значеше 25 килограми помалку за 6 месеци, тотално променето чувство, тотално променети навики, и ова практично ми е станато начин на живот и нешто што мислам дека ќе го практикувам до крајот на мојот живот, затоа што се чувствувам подобро од било кога. Тања, мојата девојка со која што заедно го правиме ова, бе инволвирана во оваа приказна од 2014 година и практично јас и Тања се запознавме преку истава приказна и концептот правилен поедок. Тања ми се обрати 2014 година, тоа беше некаде почетокот, барајки промена за себе лично, намали околу 19 килограми, подобри метаболизам, среди некои пореметени велнес состојби, хормонални проблеми со тиреоидна жлезда, така да генерално и она ова го прифати како начин на живот. Јас ја прифатив како моја девојка, бидејќи изгледа сега совршено, се шалам и практично заедно, доколку се одлучите вие за некаква промена, ќе ви помагаме на патот до остварување на вашата цел. Она кое што практично секој од нас го практикува и од каде што почнуваат сите работи и да не речам почетокот на денот. Зошто концепт на правилен поедок? Не за џабе велат дека по утрото денот се познава и многу од нас го почнуваме, тоест сме го почнувале денот можеби на начин кој што не е баш најдобар и тоа сме го правиле што од несвесност, што од можеби информации кои што биле погрешни и најчесто повеќето од нас имаме неколку опции за поедок. Јас да речеме порано не поедував ништо во првите 3-4 часа, можеби ќе испиев 2-3 кафења во тие први 3-4 часа и имав навика да јадам кога сум гладен и да пијам вода кога сум жеден. И најчесто моите појадоци после првите 3 до 4 часа од станување беа бурек, некое пециво, мачканици дома со, не знам, мајонези, паштети со меснати работи и така натаму. И некој од вас сигурно исто се пронаоѓа во таа приказна, некој од вас можеби појадува некакви корнфлекс, круасани и така натаму. Како и да гледате, појадокот е сиромашен со нутриенти. Или макар и да не појадувате ништо, или па да појадувате нешто од ова што пред малку го спомнав, се работи за појадок сиромашен со нутриенти или појадок кој што нема доволно гориво и нема доволно вредност да на вашето тело му даде се што му е потребно. По утрото денот се познава и затоа појадокот е најважниот оброк во денот. Додека спиеме, клетките навечер се регенерираат и на сабајле се гладни и жедни. И најчесто од појадокот зависи остатокот од денот. Колку енергија ќе имам, колку падови на концентрација, колку потреби за благо, грицки и на долг рок како ќе ми се одрази со изгледот и со здравието. Ова е некоја статистика која што вели дека 60% од луѓето не појадуваат, додека 40% од луѓето внесуваат премногу шеќери за појадок. И тоа е факт и јас знам дека секој од вас е за сето тоа. Сега, што се последици од неправилен
појадок. Ова не е нешто што јас сум препаметен па го измислувам, ова се работи кои што ги кажува Светска здравствена организација. Последици од неправилен појадок се замор, главоболки, многу работи кои што денеска ги сметаме како нормални. Денеска е нормално да имаш подуеност, киселини, проблеми со столица, нередовно одење во тоалет, проблеми со цревата, не знам, алергии. Денеска сите овие работи се многу нормални и ги има секој човек и практично живееме со нив и јас сум живеел со нив. За мене било нормално да сум уморен, да немам концентрација, да пијам по 6-7 кафиња дневно, да 3-4 пати неделно ми се појавуваат киселини и така натаму и денеска сите овие работи кои што ги гледате тука наведени се нормални и ова се практично аларми дека нешто не е во ред. Јас на 23 години не беше нормално да имам замор и не беше нормално да се осеќам така лошо и да не можам да се освестам на саба или да станам од кревет. Сето тоа, сите овие аларми, доколку не освестат, ќе придонесат да подоцна можеби се појават и некакви здравствени проблеми. Иако можеби во моментов ви изгледа тоа дека е невозможно и на некој од вас можеби му изгледа дека не знам, не е можно појадокот да има толков удел, јас ви уверувам има. И тоа не дека јас сум нешто препаметен, туку затоа што и Светска здравствена организација и сите доктори кои што нас не обучуваат го зборуваат сето тоа. Од каде се појавува покачената телесна тежина? Ако видиме малку пологично и ако можеби ти се присетиш на тоа што како живееле нашите баби и дедовци, јас сум сигурен дека можеби нема да ти текне да си ги видел твоите баба и дедо со покачена телесна тежина. Од причина што годишниот внес на храна кој што го имале луѓето порано, нема да одиме со нашите предци, туку само ќе се навратиме 30 до 50 години наназад, било 200 кг храна годишно. Денес јадеме 300 кг храна годишно, односно 50% повеќе. Од друга страна, квалитетот на храната кој што бил пред 30 години е тотално поразличен од тоа што денеска го јадеме. Еве, сети се, нашите баби и дедовци ниту имале грицки, ниту чоколади, ниту сокови, ниту тостови, сендвичи, фастфуд, буреци, буквално се што јаделе било од нива, од бавча, од градината набрано или можеби месо и живина од тоа што го имале во село или можеби во својот двор, бидејќи и порано многу се одгледувале и добиток и живина во својот дом. И практично таа храна била квалитетна, природна и полна со нутритивна вредност за разлика од тоа што се случува денес. Сега, како функционира дебелењето? Јас сум сигурен дека можеби и ти си дел од таа група на луѓе кои што попладне имаат проблеми со благо, имаат потреби големи за можеби па грицки или па можеби за тестенини, теста и пици во принцип, или па можеби потреби за кафе во текот на денот. И многу луѓе, претпоставувам и ти, можеби сметаш дека очите се криви за се и мислиш дека ние сме такво поднеби, дека тука се јаде благо, тука се јаде месено, се јадат теста и така натаму и можеби мислиш дека не можеш да одолееш на некои работи кои што се приготвуваат и кои што може да се најдат во продавници, пекари и многу други угостителски објекти. Сега што е цела работа? Она што нас не контролира и што практично ни кажува дали треба да се изеде голема количина на храна, дали имаме криза за благо, дали имаме пат на концентрација, односно ни се притресува снагата во текот на денот, тој орган кој што е одговорен за сите овие работи се вика панкреас. И панкреасот практично кажува во текот на денот како ќе функционираат потребите за храна, благо, грицки, кафиња, кога ќе падне концентрација, кога ќе се притресе снага и така натаму. Сега, што се овие работи кои што тука ги гледаш, еве со глувчево ќе ги покажам. У принцип и двата случаи се луѓе кои што имаат погрешен појадок. Едните, односно луѓето кои што се горе, јас бев во долната група, но ова горе кои што пишува традиционален појадок се луѓе кои што појадуваат. Односно, појадок подразбираме тоа што ќе го изедеме во првите 30 до 60 минути од будење. Сега, овие луѓе у принцип јадат. И како што кажавме, повторно се работи за појадок сиромашен со нутриенти, а многу богат со шеќери и масти. Или, кажавме, леп
со мачкано суво меснато ако тоа се јаде дома, или па буреци, пецива и така натаму ако се јаде надвор. И што се случува? Поради големиот внес на шекер и масти, нивото на шекер во крв се качува многу високо. И тоа дава моментална ситост. Но што се случува во позадина? Бидејќи шекерот е качен многу високо, панкреасот, кој што е задолжен да го регулира нивото на шекерот во крв, лачи инсулин и нивото на инсулин се качува за да го отстрани вишокот на шекер во крв. Инсулинот што прави? Го вади шекерот од крвта и го сместува во бутини, во образи, во стомак, гуша и така натаму, или во превод го сместува во масти. После 1 час од прилика од јадењето на еден ваков оброк се јавува пат на концентрација, може би паѓаат очи, имаме желба да прилегнеме и така натаму, односно повторно телото бара дотур на енергија. И од тој дотур на енергија најчесто во овој случај ќе биде надополнет со кафе, со некоја чаша сок, со некоја грицка, благо и така натаму, и повторно нивото на шекер во крв ќе го катапултираме, повторно ќе се лачи инсулин и повторно ќе се складираат масти. Кога ќе си дојдеме за ручак, прегладнети, најчесто немаме контрола колку јадеме, повторно го качуваме нивото на шекерот во крв во плафон, повторно се лачи инсулин и овие скокови на шекер и инсулин се случуваат по неколку пати во текот на денот и тоа е најдобриот рецепт за складирање на масти. У овој случај, практично ние складираме од 10 до 20 грама масти секој дневно. Тоа е доволно бавно, или во превод на годишно ниво качуваме 3, 4, 5 килограми, што е доволно бавно, доволно да си се привикнуваме на својата форма и фигура, бидејќи си се гледаме секој ден во огледало, и доволно стихино, за да после 5 години дојдеме до 30 килограми на вишок. Јас бев во оваа приказна и многу од луѓето се во оваа приказна и не се свесни колку практично неправилниот појадок може да придонесе до сето ова. Што се случува кај другиот тип на луѓе? Речи си идентично истото, само што почнува во некој друг дел од денот. У принцип јас бев во оваа група на луѓе кои што немав глад на почетокот на денот и првите 2 до 4 часа ги минев без никаков оброк, само со 2-3 кафиња, се до моментот доека не се јави реално сериозен глад, за да земам да јадам. И повторно се работи за оброк кој што е сиромашен со нутриенти, со високо ниво на шекер и повторно се случува истата игра. Инсулинот оди горе, го кутка нивото на шекерот, повторно додаваме некакво кафе, сок, блакце, грицка, повторно дигаме шекер, повторно инсулинот го кутка, доаѓаме за ручек прегладнети, го катапултираме, па после ручек почнува потребата за благо и така натаму, многу добра и позната приказна која што многу од луѓето ја живеат, а претпоставувам можеби ти се пронаоѓаш во некоја од овие случаеви. Сега, што подразбира правилен појадок? Правилен појадок подразбира да ги нема тие скокови на шекер во крв, практично да ги обезбедува сите потребни нутриенти за почетокот на денот, да обезбедува доволно вода, односно хидрација на телото, да го задржи во оптималното ниво на шекерот во крв. И практично да ги храни сите клетки и да му даде енергија на телото, што е и tekako потребна во почетокот на денот. Кога би имале правилен појадок, не би довеле до такви скокови и падови на шекерот во крв, кои што ги објаснувавме пред некој слайд. Сега, многу е важно во појадокот, значи да обезбедиме доволно протеин, доволно јаглехидрат, доволно масти, доволно витамини, доволно минерали, значи практично ние сме нашите сите резервоари во почетокот на денот се тотално празни и треба да му дадеме еден поттик и буст на метаболизмот со внесување на оброк кој што подразбира комплетност во нутритивната вредност. Правилниот појадок на Herbalife е буквално за секого.
Зошто? Затоа што ќе се сложите и вие дека правилна и здрава исхрана и правилен појадок му треба на секого. Без разлика дали се работи за вишок на килажа, без разлика дали сте во добра контрола со килажата, ви треба само повеќе енергија, одржување на таа килажа и така натаму. Можеби сте спортисти, можеби ви треба добра концентрација, можеби сакате да бидете витални во своите постари години, да бидете добри родители. Значи без разлика болен, здрав, млад, стар, спортист и така натаму, буквално на секој човек му треба правилна исхрана, или во превод да денот го почнува со правилен појадок и на правилен начин. Се работи за концепт кој што постои многу долги години, во Македонија некаде 20 и нешто години, концепт од кој што се задоволни милиони и милиони корисници ширум светот, бидејќи оваа компанија функционира во 95 држави, основена е во 1980 година, значи сега сме 2016, веќе 36 години, компанија која што има огромно искуство, компанија која што има стандарди во својата работа, компанија која што е сериозна и компанија која што гарантира резултати доколку се следат упатствата од велна советниците, односно од луѓе кои што компанијата ги едуцира, а во тие луѓе спаѓаме и јас и Тања. И нормално тој златен стандард подразбира дека доколку не сте задоволни, може да ги вратите производите и да ви бидат вратени во рок од 30 дена. Зошто сме толку сигурни? Затоа што компанијата секогаш се труди да ги следи сите иновации во науката и технологијата. Компанија во чие раководство се врвни доктори, нутриционисти и професионалци. Слободно може да ги прогуглате овие тројца луѓе кои што се начело на нутриционистичкиот совет одавен одбор во оваа компанија, значи врвни професионалци, и во оваа компанија преку 220 доктори ширум светот кои што се грижат и за наша лична едукација и се грижат да производите бидат направени на најдобар можен начин и да бидат најдобри во светот. Многу тимови од најразлични спортови, многу индивидуалци од најразлични спортови ги препознаваат овие производи, ги користат, меѓу нив и Кристијано Роналдо, човек кој што е спонзориран од компанијата и кој што компанијата му е негов официјален нутриционистички партнер. Ќе се сложите дека сите овие луѓе и спортисти не туку така бираат производи, овие нозе на овие спортисти коштаат милиони и тие точно знаат што на нивното тело им треба и точно знаат да одберат што прават во своето тело. Нашата поддршка не значи само исхрана, нашата поддршка значи комплетно менување на вашиот животен стил, што подразбира здрав и активен животен стил. Наша задача е да ве научиме како да воспоставите добри навики до крајот на вашиот живот, како до крајот на вашиот живот да се чувствувате добро и да изгледате добро. А тоа исклучиво може преку добри навики. Правилен појадок, редовност во оброците, доволно вода и било каква физичка активност, макар тоа и пешачење. Сега, што значи правилен појадок во Herbalife? Тоа значи да вклучите 1 до 2 оброка можеби во текот на денот доколку имате потреба да намалите килажа, но во принцип појадокот и заменскиот оброк шејкот на Herbalife е оброк кој што содржи 114 хранливи нутриенти и целта му е да го нахрани вашето тело и да даде храна и гориво за секоја ваша клетка и за вашиот метаболизам. Направене од овошја, зеленчуци, билки, соја, житарици, кои што се дехидрирани, декалоризирани и сместени во една кутија, бидејќи единствен начин да храна од растително потекло трае долго е да ја направите во прав, како што се прават кафе, како што се прави брашно и така натаму. Затоа, чисто ова ви го кажуваме, бидејќи многу ги буни формата на храната која што има Herbalife. Се прави многу едноставно шејкот, земате блендер, ставате 250 до 300 мл млеко или млеко од соја или оризово или вода, додавате една кесичка или 2 до 3 лажици од кутијата шејк, додавате овоше по избор, матите, може да се ставите и мраз и така натаму, постојат и многу различни рецепти и практично го добивате вашиот оброк. Тоа се прави за на минута максимум, доколку навистина немате време или пак ви е страх да јадете не знам, оброк во прав, ондак има Herbalife и чоколадца, заменски оброци кои што може да ви помогнат да ви биде уште едноставен
почетокот на денот. Инстант енергетскиот чај е одличен за активирање на метаболизмот, за активирање на мастите како извор на енергија, уникатна комбинација од чаеви и природен кофеин, одлична замена за кафе и одличен топач на масти. Така да ќе видите, ќе ви направи огромна разлика. Јас и Тања го обожаваме, го пиеме у денот по 3-4 пати и дава одлични резултати. Herbalife алоето е концентрат на алоe кој што може да си го ставате внатре во чашата со чај, бидејќи тоа е инстант чај кој што се прави и ладен, можете и топол се разбира. Си ставате 2 до 3 капачиња алоe, ќе ви го збогати вкусот. Алоето е наменето да ви даде хидрација, да би ги прочисти цревата и да смирува било какви воспалителни процеси, особено кога се работи за дигестивен систем. Водата, повторно, е нешто кое што е неизбежно. Од вода сме составени и нема потреба да потенцирам колку е водата важна. Запомнете дека на 1 литар, тоест на 25 кг телесна тежина доаѓа 1 литар вода, така да ви израчунете си колкава количина на вода во текот на денот ви треба, или на крај крајава секако јас и Тања ќе ви помогнеме да работи и за вода и за сите други работи во исхраната како обрци кои што треба да ги поправите. Ова се дел од нашите искуства и нашите клиенти, и она што е најважно е дека се губат сантиметри, се губат обеми, се губат масти. Многу од вас можеби се фокусираат на килажата, но тоа за нас ќе видите дека воопшто не е важно. Многу ни е побитен вашиот состав на килажа и дали вие губите во обеми и дали се чувствувате добро и правилно губите килограми, отколку самите килограми да ги гледаме. Она што ние можеме да ви го понудиме е комплетна поддршка без разлика каква е вашата цел. Нашата задача е да ви помогнеме да направиме начин на исхрана, да ви накажеме какви оброци во текот на денот треба да внесувате и тие да бидат склопени според вашите потреби, цели и дневен приоритет, и да бидеме тука за што ви е потребно, односно да ви помагаме и да ви бидеме поддршка и мотивација во реализација на вашата цел. Но нашата, а и ваша цел треба да стане доживотна добра форма, здравје и виталност и енергија, бидејќи пак ќе речам, не е целта да дојдете можеби до форма која што во моментов ја посакувате и после месец, 2, 3 сето тоа да се расипе. Целта е да воспоставите добри навики, целта е да и во иднина да знаете како и да можеби направите некоја грешка и отстапка во исхраната, но никогаш повеќе да немате со изгледот и со вашата виталност и енергија и здравје. Нормално, доколку бидете задоволни, ќе имате можност и да во иднина ги јадете и по голема продажни цени овие производи. Можеби некој од вас да ќе си ги обезбедува бесплатно, а можеби и да си остварите некаков дополнителен приход и да ова го изберете како можеби некоја ваша определба, како што сме го избрале јас и Тања. За крај, нормално дека одлуката и изборот се ваши. Вие ќе си одлучите дали ова воопшто ви се допаѓа или можеби за сега не ве интересира промена. Можеби некој од вас не е доволно сигурен и ќе сака да почне со 3D програма. Тоа значи 3 до 6 дена тест период, кај што ќе ви дадеме правилен појадок, ќе го тестирате, ќе ви кажеме што да јадете во остатокот на денот, колку вода да пиете, ќе ве следиме во тие 3 до 6 дена и ќе осетите разлика, а потоа можеби ќе почнете на комплетна програма. Некој можеби има доверба и ќе сака веднаш да почне со комплетна програма, односно за месец дена. Некој можеби од вас ќе сака да дознае повеќе за амбасадор програмата, доколку смета дека нема доволно финансии во моментов за да почне на овој концепт на правилен појадок. Како и да е, ве чекаме и слободно кажете ни што од ова вас ви интересира и дали имате некои дополнителни прашања, а јас и Тања сме тука да ви одговориме на сите ваши прашања и сме тука да ви помогнеме да си остварите вашата цел. Фала ти што го изгледа ова видео до крај. Се надевам ти направи некаква разлика и можеби те поттикнавме да размислуваш во некоја друга насока и слободно пак ќе речам, обрати ни се доколку имаш било какви прашања, уште еднаш многу ни значи и сме ти благодарни што одвои време 23 минути, еве 4 до сега, за да ни слушаш и да го изгледаш овој концепт на правилен појадок. Се гледаме, чао!